Темата ја поврзуваме со една позната изрека, а и така е насловена и темата "Зрно по зрно погача". Овој пат, овој познат наслов се однесува на изложбата на артефакти, повеќе од 100 што во Прилепскиот завод и музеј во археолошката поставка беше отворена, се однесува на неолитското археолошко наоѓалиште Врбјанска чука кај Прилеп. Имено 10 години континуирано се истражува и навистина нуди ексклузивни податоци и артефакти за првите земјоделци од пред 8000 години на овие простори во Пелагонија и првите сточари, а секако и за првите нешта што се случувале на овие простори, а се уникатни во европски рамки. Истражувањата ги вршат Заводот и музејот Прилеп, а секако и во соработка со Центарот за преисторија од Скопје, и изложбата насловена "Зрно по зрно погача" е навистина интригантна. Зошто е така насловена на изложбата на артефактите и што нуди овој уникатен археолошки локалитет? Разговаравме со Гоце Наумов, раководител на Центарот за преисториски истражувања од Скопје, а секако и ги раководи досегашните истражувања на Врбјанска чука и навистина има интересни, уникатни одговори и уникатни артефакти во европски и светски рамки. Предлагам да го погледнеме разговорот. Наумов, точно 10 години го истражувате археолошкото наоѓалиште Врбјанска чука тука во Прилепско и по тој повод еве и изложба со интригантен наслов "Зрно по зрно погача". Археолошко наоѓалиште кое е свидетел за животот на нашите предци од пред 8000 години. И зошто насловот "Зрно по зрно погача"? Тоа значи дека наодите укажуваат како живееле, како се хранеле нашите предци. Ви благодарам на интересното прашање и драго ми што го забележавте насловот, кој секако е добро осмислен и на некој начин е метафора за она што сакаме да го кажеме преку изложбата. Од една страна, "Зрно по зрно погача" треба да укаже на појавата на земјоделството и на првото жито во Пелагонија, кое всушност било посадено токму со овие луѓе кои живееле во неолитот пред 8000 години, како на Врбјанска чука, така и на другите неолитски локалитети низ Пелагонија. Тоа е едната, речем, сугестија што сакавме да ја посочиме, за да укажеме на важноста на појавата на земјоделството и на житото во развојот на човештвото. А од друга страна, "Зрно по зрно погача" е исто така една народна, мудрост која укажува на тоа како малку по малку се гради нешто вредно и нешто вкусно. И ние во сите овие 10 години, како и археолозите во 80-тите години, водени од Благој Китановски, работеа неколку години на овој локалитет, најдор на вистина импресивни структури и наоди. Така и ние овие 10 години се трудевме преку прилично детална и посветена работа да дојдеме до некакви резултати кои на ниво на погача сега ги споделуваме со публиката. Што е уникатното што го пронајдовте досега во овие 10 години на Врбјанска чука? Па има толку многу работи што дури во оваа изложба, дури во оваа изложба беше малку да се компресираат. Прво, со самото почнување на истражувањата ние применивме нови методи. Мултидисциплинарната археологија е дел од нашите, да речам, принципи и со геоскенирањето ја видовме самата наслоба како изгледа, како се поставени куќите, како има ров околу нив. Потоа со пример на археоботаниката видовме што луѓето јадат, каква е вегетацијата околу тумбата, какви видови на земјоделство практикувале. Со зооархеологијата видовме какви животни доместицирале, кои биле домашни, кои биле диви, што тие фаворизирале во однос на исхраната преку животни. Исто со липид анализите успеавме да видиме како готвеле, што готвеле во тие садови. Имаме многу други анализи за кои веројатно треба цел документарец да спремиме за да може да кажеме, меѓутоа има многу нови сознанија кои не само за овој локалитет, туку и за македонската археологија, за македонската преисторија, внесоа новини и покажаа дека неолитските луѓе се навистина изградена целина културна која од самиот почеток всушност знаела што прави, имала стратегија земјоделска, имала неверојатно интелигентна
рефлексија на она што е нивно обкружување и тоа се гледа и се манифестира во наодите што ги откриваме во садовите, во фигурините, во моделите на куки, моделите на леб. Значи тие правеле миниатюризирана верзија на се што за прв пат почнале да создаваат во тоа време, тргнувајќи од зрната на жито, па се до куките во кои тие живееле. Туристички ќе може сето тоа да се организира, да ја раскажуваме приказната за нашите предци. Секако една од целите е всушност да се популаризира локалитетот. Ние имаме направено проект за археолошки парк кој ќе биде покриен со реконструкции одредени, кој се надеваме некогаш државата ќе има слух и ќе го прифати како идеја и ќе привлече многу туристи бидејќи овој дел на Пелагонија е навистина динамичен во однос на туризмот, бидејќи има многу туристи кои поминуваат од Прилеп, одат во Крушево, нели параглајдаристи, планинари, разни туристи кои сакаат да шетаат по шумите и убавините на Крушево и на Прилеп да ги видат, секој тука се марковите кули, така да овој простор привлекува многу луѓе и токму на тој пат од Прилеп кон Крушево ние имаме направено со архитекти еден вид на модел како би можел да изгледа тој археолошки парк и со една специфична, прилично модерна, да не речам скандинавска естетика, оддалеку би ги привлекле луѓето, а секако и самиот локалитет ќе привлекува, бидејќи е навистина значен и уникатен по многу нешта. И самите структури се уникатни, и многу предмети се уникатни во домен на неолитот во Европа, не само во домен на Пелагонија и Македонија, така да неговото што поголемо афирмирање ќе привлекува се повеќе внимание како од стручната јавност, така и од туристите и љубителите на минатото. Секако ќе продолжите уште да истражувате, само кратко на крај, од што правеле погача, од какви зрна, просо, пченица, што? Навистина убаво прашање и многу ми е драго што го поставувате, бидејќи сега имаме сознание точно во колкава количина и што фаворизирале од страна на житото што се жнеело. Најмногу има пченица користено. Значи најмногу јаделе леб и тоест погачи од пченица, потоа од јачмен и освен житните култури многу често откриваме леќа и грашак, така да знаеме дека првите земјоделци во Пелагонија, почнувајќи од Влахо локалитетот, па еве и Врбиска чука како еден од првите локалитети кои го зачнуваат неолитот, дека фаворизирале всушност оваков вид на исхрана и тие го донеле, односно првите семиња како што кажав пред малку, ги засадиле овде во Пелагонија и од тогаш започнува земјоделството како идеја и сточарството, бидејќи претходно немало земјоделство и сточарство, така да со овие луѓе всушност во овие делови од Македонија започнува и новиот вид на екзистенција или да речем новиот еволутивен чекор што не доближува уште повеќе до денешницата. Ете, го слушнавме разговорот со Гоце Наумов, професорот. Археолошките истражувања на Врбенска чука продолжуваат и кој знае што се ќе ни откријат. Битно е, начнавме како нашите предци се хранеле очигледно здраво.